Ке зборуваме цело време за тоа како Скопје полека се крева после страшниот земјотрес и за улогата што ја има културата, уметноста, науката во растењето поново на градот. Кажете ми, книжевниците, како Видое Подгорец што пишува за наш свет, кој во тој момент се посвети, се сеќавате ли, кој се пишуваше посветено за земјотрес? Да, видите, тогаш загина и Даница Ручига, една добра, одлична поетеса. Писателите, ние веќе распишавме некои конкурси да се пишува на таа тема, нели, за Скопје. Преку Градскиот совет за грижа во воспитување на децата, Александар Џамбазов, еден Благо Јордановски беше председател на Советот, Нико Този и директорките на градинките од Скопје, сите директорки на градинките и од некои основни школи. Мене, како што се вика тој млад новинар, не можа уредници доаѓаат, како потрчкало, мене ме уклучи во тоа и почнеме да го формираме. Златно Славејќ тогаш се создаде. Златно тоа, нели, почнеме. Второ, исто така имав среќа, и тоа можеби чест, голема чест, тогаш со познати писатели, меѓу кои беше Видое, речеме Славко Јаневски, имеа овие Видое Подгорец, Неџати Зекирија, од албанците беше, кажи го, сега не можам да се сетам, комшија ми беше, Адем Гајтани. И така, одеме по тие школи на читање. Меѓутоа, едно беше најинтересно кога се погоди тој ден на солидарноста, прославуваме заедно со денот на другото Тито, 25 мај. И се направи една интересна, преку наш свет организиравме и преку град Скопје настап на писатели од село. А бидејќи јас сум од село, беше Видое, дојдо од цела Југославија, писатели од село и од Драчево, и Мико Атанасовски беше исто, од Драчево имаше една многу позната, најдобра пионерска ученичка задруга во Југославија беше пригласена и направивме во тоа време еден поетски фестивал во Драчево. Ама беше, значи, само поети родени на село. И тогаш го запознав Добрица Јерич. Станавме многу добри пријатели, а тој заедно со еден писател тамо од Војводина, не знам од каде беше, од тие настапи направија една антологија која се вика Орфеј меѓу шливама. Песни посветени од селото и за селото. Тоа беше учесна драча. И не само тоа, Златно Славејќ почна да првите тие, како се викат, Александар Џамбазов, тогаш ја направи таа химната што за Скопје. Градот убав пак ќе никне. Така, после Томислав Таневски напише Град за Скопје. Многу музичари му посветија многу песни, многу поети му посветија многу раскази, многу песни. А една од најдобрите ми се чини Ацо Шопов напише за тој трагичен настан еден убав есеј, јас го чувам и го носам, еден убав есеј и една подолга поема, не баш меѓу поема и така, но 30 стиха, една песна посветена на тој трагичен настан. Колку беше важно, покрај тоа што градот физички се гради, да речеме, и духовно да се гради. Спонтано ли го правевте тоа или едноставно бевте свесни дека мора да... Не беше тоа, не беше дури не само ние, туку и тие што доаѓа од надвор. Имав впечатлив дека овие сите луѓе што доаѓа, градители, девојки, војници, ова беше, како да ви кажам, тоа не се опишува, може да се доживее. Тоа беше дух на надеж. Дух на надеж, дух на тоа дека треба да се обнови. Тоа иска како да оградиме автопатот. Ама со таа разлика, за време на автопатот ние кога се градеше, учествува само југословенските братски републики. Цел свет, тоа е неверојатно како, бидејќи Тито тога имаше, тој беше еден светски позната личност. Тој не припаише ни на истокот, ни на запад. Тој создаваше еден нов свет, еден свет на неврзаните. И тоа чувство, на таа солидарност светска, он што ја почна со Индија, со тие неразвиени земји, така натаму, тука се прелеа и се надпреварува кој повеќе да вложи од другите држави. Значи, тоа беше младинци доваѓа, имаше пионерски одред што работеше од цела Југославија во Скопје, некои работи што ги работеа.
како да ви кажам, има документација за тоа, најверојатно има негде, јас нешто чувам, ама го Документацијата доживеев јас тоа. стои, но важно е да ги споделиме спомените, чувствата, личните впечатоци на тоа како се градеше и растеше Скопје. Види, во таа несреќа јас бев среќен што го доживеев тоа, да видам како расте градот. Знаете, јас пишував, јас имам песна направена за Скопје, имам песна, па секој пат кога имаше такви манифестации ми е чест што не доаѓа тоа дали да го потенцирам, меѓутоа ми беше чест што еден од овие Иван Антоновски имаше најдобар глас тогаш во тоа време, тие ја читаа таа песна, например. Тој имаше Беличанец, Симо Беличанец, тој беше еден од тие спикери на тие манифестации за Скопје. Не само моите песни, сите тие песни, кога ќе да ги читат, знаеш, ова беше некако еден поттик, беше нешто, не беше вештечки, не беше тоа изнасилено, не беше, како да ви кажам, конструкција на љубов кон Скопје. Туку тоа беше спонтано раѓање да се изгради градот, се направи, се создаваа бараки. По тие бараки ние студенти се изнаселивме, например. Бараките во Тафталиџе што ги направија, таму ние бевме сместени. Во медицински центар се направија таму медицинарите. Тоа беше едно, како да ви кажам, на вистина. Сега има нешто друго, например, што чудна работа. Јас не тоа разурнатото Скопје, но тоа прво обновеното Скопје со бараки, со на тие 20 катници, 50 катници, повеќе го засакав отколку сега ова да нешто во Скопје.